Во среда во соработка со Дом за деца и млади Благој Мучето од Струмица, во куќанската библиотека Искра се одржа литературна средба и дружење со три млади талентирани авторки од Струмица. Марија Витанова со поезијата Мирисот на младоста, Рената Атанасова со желбите на вистинските луѓе и криминалистичкиот роман на Василија Ѓоргиева, каде промотор на делата беше афористичарот и поет Ацо Ѓоргиев, а за нивното творештво зборуваше и директорката на Домот за млади и деца Смитлана Мазгаловска-Вучетик. Од организација на Домот за деца и млади Благој Мучето во Струмица имавме можност и покана за Вокочани да ги промовираме нашите дела, заедно моето дело, заедно со делата на Рената Атанасова и Марија Витанова. И искрено, како најмала меѓу нив, чест ми е што исто така можам и многу да учам од нив, што се однесува на тоа како промоцијата помина во Кочани. Искрено да бидам, јас сум импресионирана и беше на вистина огромна чест, задоволство и радост со оглед на тоа што имавме можност делата да ги промовираме пред веќе докажани писатели и мислам дека на вистина за ни такви млади луѓе како нас и автори кои само што почнаа да пливаат во тие води на писателството, можам да кажем дека навистина е еден успех и е преубаво. 18-годишната меѓу нив, а воедно и најмлада Василија Ѓоргиева, истакна дека афирмирањето на младите творци е од особена важност за поттикнување на нивната самодоверба и мотивација, се со цел да продолжат и понатаму со нивното творештво, но и дека ваквите примери служат за поттик на младите да читаат повеќе. Пред се сум срекна што можеме да ги поттикнеме и младите кои сакаат да пишуваат и пред се да читаат. Мислам дека тоа е навистина еден убав и еден неизбежен дел, а сметам дека преку читањето и пишувањето можат сите да одат преку тоа на некои убави хоризонти и да се почувствуваат барем за миг убаво. За Василева, ова не е прв подвиг во светот на пишаниот збор. Од своите 13 години таа твори проза и поезија, а добитник е и на многобројни награди. Промоцијата на својата прва книга Безгрижна ја одржа неодамна, кога исто и најави дека планира да издаде и втор дел на истоимената книга. За себе вели дека не запира овде и во иднина желба е да издаде и збирка поезија.